Благодарам, почитуван председателе, почитувана председателка на Советот за јавни обвинители, почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Денес на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците како матично работно тело имаме обврска да го разгледаме извештајот за работењето на Советот на јавните обвинители за 2023 година. Искрено, почитувана председателке, жалам што сте сама овде денеска. Има можност и останатите 10 члена да дојдат овде, да ги вкрстиме аргументите, да не се браните со молчење, би кажала, да ги кажеме работите онакви какви што се, онакви какви што ние ги гледаме преку она што вие ни го доставувате, а многу повеќе по она што ние го гледаме во јавноста и кои се состојбите кои што се случуваат. Ве советувам да им пренесете на вашите колеги дека е потребно да бидат овде затоа што и тие се дел од катастрофалните 2% доверба кои што ги има граѓаните во правосудниот систем во целина. Ќе започнам вака. Откако сите членови на Советот ги спуштија ливчињата во гласачката кутија, Комисијата ја отпечати и ги преброја гласовите по што Јолевски соопшти. Комисијата констатира дека Душица Димитриевска е избрана за председател на Советот на јавни обвинители. Откако беше избрана, таа за свој заменик, односно заменик председател, го предложи Иџет Мемети, се извинувам, кој со обично гласање, со кревање рака, беше избран на оваа функција во Советот, а функцијата генерален секретар, како што одлучи Советот, продолжи да ја врши Аспарух Мисајловски. Повторувам, откако беше избрана, таа за свој заменик, односно заменик председател, го предложи Иџет Мемети. Денес, само неколку години подоцна, неколку месеци, господинот Иџет Мемети е обвинител кој што беше фатен како врши кривично дело и кој што се спогоди со правосудните органи, признавајќи го делото со цел да добие условна казна. Одиме понатам, почитувана председателке, која ќе отворите страната, веб страната на Советот, господинот Иџет Мемети се уште ви стои за член на Совет на јавни обвинители. Толку ли не можете сите да се откажете од човек кој што призна дека направи кривично дело, беше фатен и не правите промена? Понатаму, продолжувам, со записник од седница 104 на Советот. 4 точки, 27.6.2024 година одржан, наведено кои се присутни, усвојање дневен ред и така натаму, и одиме на точка разно. Ве молам за внимание. Под точка разно од дневниот ред, председателот на Советот, господја Душица Димитриевска, ги запозна членовите на Советот со новонастанатата состојба со членот на Советот, господин Иџет Мемети, не баре нешто ново добро се случило, и кажа дека во телефонски разговор со него кажал дека ќе даде оставка од позицијата заменик председател на Советот откако ќе се врати од одмор. Мислам, навистина ова е нешто што е јавно објавено, нешто на што јас се заинтересирав да го погледнам, да видам како сте постапиле. Еве, досега велевме напразно не обвинуваат, нема случај, нема дело, тоа е само перцепција, опозицијата креира состојби. Сега имаме дело, имаме случај, цела македонска јавност, признание имаме од човекот кој што го извршил кривичното дело, и вие со целата храброст, значи човекот кој што е председател, кој што ја води таа институција, одлучува да го информира остатокот од членовите дека човекот кој што направил криминал ќе си даде оставка по завршување на одмор. Кај отиде на одмор господинот, многу ме интересира. Па навистина ова е во најмала рака подценување на интелигенцијата и на нас како пратеници, но и на граѓаните кои што со право одлучиле дека довербата ќе биде на ниво на статистичка грешка. И сега јас после овие 3 работи кои што ги споменав, треба да почнам да анализирам извештај од 30 на страни,
кој што има наведено некој опис кој што е никому важен, буквално никому важен, никакви податоци во истиот нема, но со детално внимание ги прочитав сите тие 30 страници и ќе одам страница по страница и ќе поставувам прашања и се надевам дека и вие, но и останатите членови на тој совет се заинтересирани за оваа денешна седница на комисијата, сакаат да слушнат што има да кажат претениците, затоа што се избрани од граѓаните, затоа што сум говорела пред тие граѓани дека ова не може да биде како до сега. Не може во собранието да ни стигаат нас извештаи, ако така било со СДС и ДУИ, не може да биде вака сега. Не може да седне некој таму, у 15 минути дискуца некој терк воспоставен од пред не знам колку години, да го прати тука и да рече, ајде, во собрание тие пратениците ништо не читаат. Ке помине тоа, или за, или против, се едно е. Како сакаат, они ќе се одлучат. Не, треба да имаме поголемо чувство на одговорност. Прво, за функцијата која што сте добиле, второ, ние како политичари, затоа што политиката не може постојано да ги меша прстите во некои состојби. Мора ние да кажеме сега или ќе се бориме со криминалот и корупцијата, или нема да се бориме. Или ќе имаме тело кое што ќе се грижи за тоа, или ќе имаме тело кое што ќе си стои дека човеков кој што незаконски беше фатен како прави кривично дело, кај што си призна вина, ќе си стои на веб страната дека си е заменик председател и дека ќе си дал оставка од која ќе се врател од одмор и понатаму ни ви дочитав на сите да кажам дека се зазема став, така вели во записникот, дека ќе се разговара за оваа ново настанатата ситуација со овој криминалецов на следнава седница. Како тоа прво се случува на седницата, значи таму вие сте луѓе кои што имате долгогодишно искуство, или јас знаете како го гледам тоа, дека вие практично сте еден, би кажала, една фела на луѓе кои што без разлика дали некој ќе открие позитивно или негативно нешто, вие си се штитите зашто што си викате. Еј, не дај Боже, еден ден и мене ќе ми се случи вакво нешто, па ќе ме заштитат колегиве тука. Дали сум виновна или права, ние ќе си стоиме позади филата, ќе си викаме дека цветаат рози, нека си зборат граѓаниве дека немаме доверба, нека викаат политичарите, нема лек од нас. Без нас не може. Секако на нас ќе се вратат. Не може така. Не може така. И не треба да е така. Правник сум го посетила своето образование на правото, сум завршила магистарски студии, сум полагала правосуден испит. На сите тие како да кажам, научни моменти се кажувало дека во Советот за јавни обвинители или судски совет е нешто каде што вие доживувате екстаза на вашата кариера. И шо е екстазава на кариерава? Вакви извештаи да имаме, ваква доверба да имаме, да не можеме да мрднеме на патот кој Европската Унија, само заради тоа што ни викаат континуирано не се справуваат со владење на право, криминал и корупција. Ајде да започнеме сега со 30 страни извештај годишен за работа на Совет на јавни обвинители. Не знам дали сте го погледнале европскиот извештај на јавниот обвинител, кој што е на околу 150 страници, каде што за секоја држава посебно се кажува што и како се направило, колку случаи имало и така натаму, па ве советувам да ви биде еден добар пример за во иднина. Вели вака: Советот е самостоен орган, тоа е на 6-та страница од извештајот, самостоен орган кој обезбедува и гарантира самостојноста на јавните обвинители во вршењето на нивната функција. Значи, самостоен орган кој обезбедува и гарантира самостојноста на јавните обвинители. Правнички читам затоа што обезбедува значи дека вие сте одговорни, гарантира значи дека вие сте одговорни. Се понатаму во извештајот, почитувани пратеници и почитувана македонска јавност, каде што во законот практично се вели дека Советот нема улога како да го врши тој надзор, е оставено вакуум период за да може вакви работи да се случуваат. За да вика Советот, ниту ние сме надлежни, не можеме да спроведеме ништо, а постојано да велат дека имаат недостаток на човечки капацитети и ресурси во делот на финансирањето. Одиме понатаму. Целта на неговото формирање е обезбедување
на нивна самостојност, се мисли на самостојност на јавните обвинители, професионалност, стручност во вршењето на функцијата на кривичното гонење како една од трите основни функции во казнената постапка, каде имаме гонење, одбрана и судење. При тоа, продолжувам, обврска на Советот е да работи на зголемување и одржување на довербата на јавноста во неговото работење, а воопшто и во самиот јавно-обвинителски систем. Како, почитувана председателке, вие и 10 члена од Советот ја исполнивте оваа обврска, да ја зголемите и одржувате довербата на јавноста во вашето работење. Кои беа механизмите? Такви не постојат. Сега, наведувате тука дека утврдувате престанок на функција и така натаму. Вели, Советот го определува бројот на јавните обвинители во јавните обвинителства со одлука. Сега, има многу голема контрадикторност помеѓу страна 8 и страна 14, ќе ви кажам зошто. Ако вие како Совет го определувате бројот на јавните обвинители во јавните обвинителства со одлука, дека ја следите нивната работа и дека имате редовно вонредно оценување, зошто велите дека имате методологија, така би ја нарекла јас, каде што сте определиле во месец февруари колку број на слободно јавно обвинителски места за наредни 2 години се потребни, сте го заставиле до Академијата. Идеме на страна 14. Значи, вие сте направиле методологија долгорочна, 2 години според мене ви е долгорочна методологија за тоа колку имате недостаток од јавни обвинители. И на страна 14 велите кадровската состојба во јавното обвинителство и надоле само образложение како нема кадар, како не се исполнуваат местата, како нема луѓе и така натаму. Како ако вие сте го направиле ова, не сте успеале да имате точна, прецизна, би кажала методологија, каде колку луѓе и јавни обвинители ви се потребни. Значи не може вакви извештаи да правиме. Како држава, како граѓанин, како пратеник, па на крајот како политичар велам дека ова не е возможно. Не е фер прво кон вас, после кон фелата, кон луѓето кои што ја работат и знаат што зборуваат. Дали можете да донесете подзаконски акти со кои што ќе уредите како истото ќе изгледа и која динамика на огласи ќе ја направите? Седници на Советот, записникот од седницата број 104 ви го прочитав, видовме како одлучиле дека ќе му ја прекинат функцијата на обвинителот од кога ќе се врати од одмор. Морам да ја прочитам повторно страна 10, очигледно на сите нас како пратеници ни одвлеча многу внимание. Велите, Советот при разгледување на извештаите констатираше дека обвинителствата и покрај тешкотиите со кои се соочуваат, како и од аспект на недостигот на кадровски капацитети, повторно, така и од материјален аспект, повторно се жалите, постигнале значителни резултати во работењето. Вака, тука очекувам во следниот извештај, да се согласиме дека е вака, дека стварно постигнале позитивни. Зошто не сте ги наброеле? Зошто не сте наброеле? Цениме дека позитивните резултати од работењето се следните, 5 барем да наброевте. Нема заостанати предмети, намален број на представки, подобрување во човечките капацитети, зголемен број на довербата на граѓаните и на крај вие како Совет нешто пофалете сте дека сте направили. Не се многу 5 работи да ги наброите, затоа што внимавајте, во вашиот речник не користите некое, би кажала така, блага позитива за работењето. Туку велите значителни резултати. За да постигне некои значителни резултати, ние треба да скокнеме од 2% доверба на 10. За мене стварно тоа ќе биде значителен резултат. Мал, но значителен, затоа што од под нулата сме отишле до некаде. Не постои такво нешто. Сега да направиме пак нова анкета, пак ќе биде исто мислењето, пак ќе биде иста довербата,
Пак ќе гледаме како суди прават незаконски действија и јавни обвинители. И пак вие ќе пишете значителни резултати. Велите вака: Советот на јавни обвинители позитивно ги оцени извештаите од сите јавни обвинителства. Ниту едно јавно обвинителство немаше, да речам така, некој извештај за кој што ќе кажавте стварно овој не сработал. Сите беа перфектни. Како беа сите перфектни? Кај живееме ние? Искрено сакам да е вака. Сакам да застанем и да кажам, во оваа држава ова стварно е вака. Ова на вистина се случува, се ни функционира. 5-ка е, 10-ка е. Ама не е. Не е. И сега треба на тоа што не е, јас да бидам блага во говорењето, колегите да се чувствуваат непријатно. Јас искрено не се чувствувам пријатно што сте сама тука. Сите членови, па вклучувајќи го и тој од одмор да го вратевте, тој уште не е разрешен. Уште не си ја поднело ставкава. Не можам да си поверувам и он да биде тука и да не слушна. Велиме, при тоа, Советот посочил дека има потреба од подобрување на состојбите во одредени сегменти. Значи, вака идеме со контрадикторностите. Советот на јавни обвинители позитивно ги оцени извештаите од сите јавни обвинителства. При тоа посочи дека има потреба од подобрување на состојбите во одредени сегменти. Во кои сегменти? Велите. Односно, и покрај тоа што се констатира подобрување на ефикасноста во постапувањето, има потреба од понатамошно подобрување. Ја реченицава не ја разбирам. Како и во однос на квалитетот на јавно-обвинителски услуги. Велите, повторно читам. Има потреба од подобрување на состојбите во одредени сегменти. Односно, и покрај тоа што се констатира подобрување на ефикасноста во постапувањето, има потреба од понатамошно. Сега има ефикасност или има потреба од понатамошно подобрување? Да бидеме прецизни. Биле ефикасни, сите извештаи се добри или треба да имаат подобрување на состојбите? Да, факт е дека секогаш може подобро, но не е тоа нешто што треба да стои во годишен извештај. Понатаму вие изборот на јавни обвинители, зборувавме веќе дека сте укинале дисциплински постапки и така натаму. Од објективни причини велите дека не сте успеале да обезбедите услови за да одлучите по поднесените жалби против решение на Комисија за водење на дисциплинска постапка со кои се изречени дисциплински мерки спрема тројца јавни обвинители. Кои ви се тие објективни причини што не успеавте да обезбедите услови за да одлучите? Што немаше јавни обвинители, што требаше да се предложат од собранието, па повторно ќе обвинувате дека имало закочување во собранието и така натаму. Некој што не ги следал процесите нема да му текне што значи истото. Сега ќе се задржам на нешто што беше многу голема критика изминатиот период, односно поточно во 2022 година, а тоа е оној фамозен етички кодекс на јавни обвинители, кој што беше, се извинувам, протолкуван како замолчување на јавните обвинители. Може ли да знам зошто во овие 30 страни ниту еднаш не се споменува етичкиот кодекс на јавните обвинители, за кој што во вашиот говор слушнав дека нешто прочитавте, но во овој годишен извештај јас не можам да забележам ниту еднаш дека е спомнат оној најфамозен етички кодекс на јавните обвинители. Да ве потсетам, тоа е оној етички кодекс во кој што се ограничуваше слободата на говор на јавните обвинители, не смееа да даваат изјави на медиумите, не смееа да зборуваат надвор од работното место за случаите и предметите, тури беше наведено и како треба да се облекуваат надвор од работното време. Имаше најразлични состојби за кои што од многу стручни коалиции, особено онаа за правично судење, беше директно и брутално би кажал нападнат, дека навистина станува збор за нешто кое што не би требало да биде донесено, па се кажуваше дека нема такви состојби и слично. И сега, година дена подоцна, 2023, доставувате извештај до собранието и етичкиот кодекс никаде не се спомнува, ниту па се зборува дека било тема, дека се разговарало, дека се правеле напори и така натаму. Јас такво нешто не видов. Сега, велите дека вие претходно ќе ве навратам на тоа сте задоволни од сите извештаи на јавните обвинителства, а на страна 28 велите
Како што погоре е веќе наведено, најголем број на претставки се поднесени од оштетени лица, кои најчесто изразуваат незадоволство од времетраењето на постапката, односно укажуваат на неажурност. Сега имаме подобрување или имаме неажурност, затоа што имаме претставки кои што ја покажуваат неажурноста по конкретен предмет. Почитувана председателка, ќе прочитам уште нешто. Е дека нагласувате во текот на проверките, на наводите во представките, воочени се пропусти во постапувањата на јавните обвинители пред се од формална природа, а во мал дел и пропусти од суштинска природа. Тоа се наоѓа на страна 29, кај што повторно зборувате за представките. Сега, ако се воочени пропусти на јавни обвинители, дали е свикана комисија која што ќе требала да утврдува за нивното постапување, дисциплинска постапка и така натаму. И велите понатаму, за тоа нема одговор, но велите меѓутоа, констатирано е дека истите не биле од влијание на законитоста на донесените одлуки. Значи, они биле неажурни, они имале пропусти од формална природа, ама понекогаш и од суштинска, пошто така велите, во мал дел и од суштинска имало. Ама тоа не влијаело на законитоста на донесените одлуки. Како тоа се утврди? Значи, ако сум неажурен, ако имам повреда која што практично во определен момент е и од суштинска природа, како тогаш истото не влијае во делот на донесените одлуки кои што ги има? Како? По кои параметри? Но сепак велите, од страна на повисоките јавни обвинителства, кои што се надлежни за работењето на пониските јавни обвинителства, им било укажувано овие недостатоци да се искоренат или да не се повторуваат вакви повреди. Значи, вие што правите? Констатирате неажурност, констатирате повреди од суштинска природа, понекогаш и од формална природа, и велите висшите јавни обвинителства ги посоветуваа помалеве да не се случуваат вакви повреди во иднина. И ако се случат повторно ние следната година ќе го гледаме извештајот за 2024 и ние повторно може да најдеме истава реченица. Жалам, искрено жалам, не би сакала повеќе да се повторувам, колегите навистина зборуваат долго време за сите останати работи кои што се дел од извештајот, успеав да опфатам она што ценев дека е навистина исклучително важно. Очекувам да го видам и извештајот од мониторингот на судскиот совет и на советот за јавни обвинители кој што излегува секоја година, па ќе излезе за 2023 година, па тогаш ќе можат да ги вкрстиме повторно аргументите за тоа дали навистина ја говориме ние вистината или вие праќате вакви, би кажала, лоши извештаи до собранието, затоа што очигледно и работата на Советот за јавни обвинители не е воопшто добра, ниту целосна, ниту па ја одразува и ја применува целата улога за која што практично и беше формиран. Жалам, поддршка на ваков извештај ниту сега, ниту во иднина нема да дам. Мора да се научат институциите дека не може да функционираат под терк кој што досега бил пракса со власта на СДС и ДУИ, каде што само бледо ќе напишат некои статистики, ќе ги пратат до собранието и ќе ценат дека така ќе поменат работите. Мора да размислуваме како да ги подобриме состојбите, тоа беше наше предизборно ветување. Во најмала рака очекував дека после скандалот кој што се случи со заменик председателот, сите како Совет на јавни обвинители ќе понесете морална одговорност, ќе поднесете оставки и ќе кажете дека не сакате да бидете дел од еден таков совет. Но жалам што не го видов тоа, но можеби ќе го видиме во следниот период. Благодарам.